По повод двата големи празници, 7 и 8 септември, фудбалскиот клуб Кочани го организираше 9-тиот традиционален фудбалски турнир на кој учествуваа екипите Фудбалски клуб Старс од Кочани, Фудбалски клуб Кочани, Фудбалски клуб Слога 1934 од Виница и Академија Постолов Пандев од Штип. Победници на овогодишниот фудбалски турнир се штипјани, кои на сите надпревари не примија ниту еден гол и покажаа квалитетна игра. Првиот надпревар се одигра помеѓу екипите на фудбалскиот клуб Кочани и фудбалскиот клуб Слога од Виница, каде што виничани ги надиграа кочанчани со резултатот 4:0. На вториот надпревар помеѓу фудбал Старс и Академија Постолов Пандев од Штип, штипјани ги победија кочанчани со резултатот 6:0. Во борбата за третото место двете екипи од Кочани поуспешна беше фудбал Старс и славеше со резултат од 2:1, а во големото финале по изедначена и рамноправна игра Академија Постолов Пандев од Штип со погодок во финишот од надпреварот ја победи екипата на Слога 1934 со резултатот 1:0. Организаторот задоволен од овогодишниот турнир изјави: Во овие 9 години поминаа многу екипи. Штета што овде речеме нашите пријатели Металург од Скопје ова година поради мината вчерашен настап на куп надпревари ни го откажа. Учеството турнирот се помасовен, повеќе посетен со повеќе екипи. За ова година еве прв пат ја поканивме екипата на Академија Постолов Пандев, која е една од посериозните и покажа доста зрел и убав фудбал за око. Ние сме задоволни како организатори, одговараме на своите, да речеме, задачи поставени кои ги имаме како организатор на сите екипи, да ги удоволиме со сите барања. Надпреварот турнирот е покриен со награди, пехар за најдобар голман, да речеме, рукавици, топка, дрес и плакети и признание и благодарници за сите учесници. Како клуб планираме да направиме еден мал билтен, една мала брошура со слики и фотографии, победници и учесници на сите фудбалери, затоа што, пример, да речеме, пред 9 години фудбалери кои имаат 14 години, тоа се веќе зрели личности, 22-23 години, кои веќе играат за сениорски екипи, така да доколку можеме ќе ги извлечеме и тие податоци колку фудбалери од овие турнири излегле како фудбалери кои веќе се напреваруваат во повисок ранг, да речеме втора лига, прва лига и така натаму. Еве да речеме ќе ви кажем одма податок, еден првиот турнир кој беше фудбалер победник, најдобар фудбалер прогласен, тоа е Методија Трајков од Кавадарци. Денес игра, мислам дека игра во Победа јуниор како сениор. По завршувањето на надпреварите на учесниците им беа доделени дипломи за најдобар голман, стрелец и најдобар играч. За најдобар голман беше прогласен Бојан Карчов од фудбалскиот клуб Слога, најдобар играч е Андреј Стојев од Академија Постолов Пандев од Штип, а за најдобар стрелец беше избран Емре Исмаилов од фудбалскиот клуб Слога 1934. Наградите им ги додели потпредседателот на ОФС Кочани Владо Андо.